Нема ниту трага, ниту глас од новиот закон за плати, за кој власта уште пред речиси половина година кажа дека се подготвува и дека само во него гледа решение за праведно димензионирање на функционерските плати кои си ги покачија за 78%. Наспроти првичното ветување на премиерот дека платите на државните функционери нема автоматски да се покачат, и тоа откако Уставниот суд укина 2 члена од законот за плати, сите избрани, именувани и назначени функционери добија европски плати. Ковачевски вели дека се уште се работело на текстот на законот со кој функционерските примања би се свеле на вразумни граници. Овој закон јас го бев предложил да се донесе уште пред да има одлука од Уставниот суд. И додека на 1000 луѓе од државниот систем веќе половина година си ги трошат енормно покачените плати, премиерот им упати порака на пензионерите дека нивното барање за линеарно покачување би се одразило врз буџетот на фондот и дека ќе не можело да се исплати ниту една пензија. Доколку се реализира вакво нешто, тоа би значило дополнителен трошок на фондот за пензиско осигурување годишно од 220 милиони евра. Тој нема да го издржи тоа. Наспроти премиерот, екс-председателот на Сдруженијето на Сојузот на пензионерите Драги Ергировски за Алфа вели дека немало потреба кој било да ги плаши невозрастните граѓани, дека со линеарното зголемување на пензиите се доведувало во прашање стабилноста на пензискиот систем. Тоа е исто така плашење на гласот на пензионерите. Не може тоа да биде така, бидејќи како може да се најдат средства да токму министерката и другите функционери да земат 78% од платите. Тоа е 78 према 6 или 7% на пензионерите, значи 0. Според Аргировски, сите овие барања на пензионерите се издржани, зашто инфлацијата веќе им ги изела и онака ниските примања. Не може сега ние да кажуваме некои да имаат поголеми права, некои помали, кога се опрашаја кризата. Кризата сега е моментално скапотијата во Македонија. Дека власта мора да изнеде неодложен механизам за враќање на платите на функционерите во превобитна положба, велат и од Институтот за економски анализи Financing. Ја повикаа владата да отвори диалог за прифатливо решение за вразумен пораст на нивните плати. Инаку пензионерите бараат линеарно зголемување на пензиите за 3500 денари, како и минимална пензија од 18.000. Сите овие барања уште еднаш ќе ги повторат внедела на нов голем масовен протест во Скопје.